Lele, 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 ги гледав Илче и Димитров на емисија на Само вистина. Леле, 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 леле. Овој го испрати, овој у Пештера. Пошо овој нели поише уште шета по Брисел, не знам по кој повод шета. Толку многу у Брисел. Веројатно think tank нешто ово, знаеш, таквите никогаш не остануваат без работа, као Николче, Димитров, никогаш. Секојаш за нив се наоѓа работа у бирократии, белосветски или појма неам. И остана чувство, некое чувство на мачнина после емисијата. Сега ја гледав реприза, тоест на YouTube ја гледав. Леле, зошто ми остана чувство на мачнина некоја. Ми се збурбати у цревава некако. Зошто? Гледате зошто беше важно, зошто е важно некој да одговара за велепредавство, за кршење на устав. Да одговараа до сега. Овој муабет денес немаше да постои, тоест вчера кога бил на Само вистина. Зашо едниот ке фалеше, немаше да биде тука. Со години слушаме дека промената на името и знаеме дека е тоа така. Беше договорено у 6 очи, у 8 очи, у 4 очи. Знаеме како насилно силеџиски СДС го туркаа целиот тој процес на промена. Еден неуспешен референдум го прогласија за неуспешен у однос на они што сакаа да постигнат, го прогласија за консултативен, иако 900.000 луѓе го бойкотираа, тие ги помножија со 0. Што значи огромен процент од луѓето, од македонците, скоро сите беа против промената на името. Точно и тоа дека со разни притисоци, врбувања, закани за кривични прогони на ВМРО-вци успеа да обезбедат гласови од тогашниот парламентарен состав на ВМРО за да ја протуркаат промената на името. И тоа е точно. И сето тоа резултатот беше една противуставна промена на име, и тоа го кажува Илче, му го каже, но дека противуставно го смените името, го сменивте името, го скршивте уставот. Да ве питам нешто. Јас, ако утре го прекршам некој член, закон, член од уставот, јас лично, што ќе ми се случи? Ќе одговарам ли кривично за тоа јас како поединец Сашо Тасевски на адреса таа и таа, роден тогаш и тогаш? Дали ќе одговарам? Според уставот, според законите, јас треба дебело да одговарам. Ако знаете дека го прекршија уставот, зошто ниеден од нив уште не е во затвор? Ја да питам чисто онака. Не мора да ме сватите сериозно, ама чисто онака да питам. Да прашам на литературно македонски. Зошто никој не е во затвор? Под број 1, под број 2. Илче му кажа на овој Николче, вика, направивте огромна штета. Вика, на државата со промената на името. Направивте непоправлива штета на македонскиот идентитет, на историскиот наша темели, на нашиот, фактички нашите темели за нашето потекло.
фактички му кажа дека е тоа предавнички договор со Преспа кој што го подпишале. Ако е тоа така, па да питам нешто. Зошто никој од нив не е во затвор? Се уште. Токму поради тоа што не се во затвор, се случува ова што се случува, да уште они ги кршат копјата македонците меѓу себе, бора македонците, затоа што едните се оваква, другите се оваква, и уште обстојуваат активно многу моćни два наративи. Едниот, патриотскиот, државотворниот, оној кој што се потпира на идеалите на иленденците, на идеалите на Асном, на заклучоците од Асном, и овие другиот наратив што жива сила не е бават и уште се горди дека под принуда, под присила, под уцена подпишале промена на име, па уште се обидуваат, како овој Димитров, тоа да го прикажат како некоја голема дипломатска победа. А уствари се што правеле баш така, договорени во 4 очи, во 6 очи, во 6 домашни очи, уште 6-8 странски очи, без никого да прашаат за тоа. И го направија тоа на начин каков што го направија. И ти, дечко, Николче, ако си леп, ако си елоквентен, ако си фино дотеран, многу добри ти беа иначе еспадрилите ти, иако ја не носам еспадрили, многу ти беа добри еспадрилите. Не знам кај ти се купени од Грчка, да не ти се купени. Или може би од, не знам, од некоја запад. Не е битно, убави ти беа еспадрилите, рецимо. И ти можеш да бидеш супер паметен, супер елоквентен, супер шармантен, за шармантен, добра, ама супер дотеран. Али ако мислиш дека твоето паламудење може лесно да помине кај човек со малку разум, промисла и малку интелигенција, тогаш многу се лажеш, затоа што кога ќе ги соголи човек сите ваши спинови, финтици, штосови, убави формулации, држење на модерни, убаво дотерани, современи, европски дипломати, политичари, џомите интелектуалци, сепак по таа површина на сјај, на шлјокици, под вашите интелектуални шлјокици и спинови, останува голата вистина, онаква каква што е, а таа не е гола лепотица од плейбој, него таа е грда. Акреп. А голата вистина за сето тоа вели дека вие направивте национално предавство. Вртете го како сакате, сучете го како сакате, шминкете го како сакате, облечете го како сакате, дотерајте го како сакате. Тоа е национално предавство. За таков тип на делување во онаа социјалистичката федеративна република Југославија се губеше дечки глава. Во најлош случај, во најдобар случај, ќе те голтнеше мракот, у некоја зандана, ќе излезеше после 10-15 години
као четвртина од човек, од оно што си бил. Или како осмина од оној човек што си бил. За нигде немаше да те бива. И така и ќе го завршиш животот. Тотално на маргините. Како национален предавник, рецимо. За разлика од сите вас, кои барате научни заседанија, за ние да ја формираме нашата приказна, македонска приказната за нашето потекло, но овие комунистите што сите нели многу лесно ги плюкаме изминативе години, таа им беше многу јасна. Не затоа што беа многу начитани и паметни, него едноставно им беше јасна. А затоа што нашата наука го потврдува тоа со децении. Ден денес имате професорки, историчарки, јазичарки, лингвисти, не знам какви професорки, македонски институт имате за македонски јазики. 300 работи кај што науката одамна потврдила. Научно ја докажала посебноста на македонскиот јазик, посебноста на македонскиот идентитет, на македонската историја. Какви бе луѓе научни заседанија барате за да формираме, демек да сме искочили од некоја југословенска прича за форматот на нашиот идентитет? Тоа што го барате, Вилче, пак покажува сомнеш у себе. Не можете, како можете да имате сомнеш у нешто што е признаено претходно 77 е у Обединети нации признат македонскиот јазик како посебен. Зашо правите муаве, бе? Зашто таа несигурност? Хај овие ќе ги разберам, овој вториот наратив ми е јасен. Нема да се посипаат со пепел, мора да го правдаат предавството. Да не случајно на некому му текне нека да ги процесуира. Кривично да ги гони за велепредавство. Што се помалку ми е верно дека тоа ќе се случи. Но не процесуирањето на овие кривични дела, кршење на уставот, загрозување на уставниот поредок или не знам, доведување на македонскиот народ у подредена позиција во однос на друг народ или друг соседен народ, се кривични дела. Да се процесуира сите тие вклучени во тоа. Ке се обезбедеше нулта точка, појдовна точка. Барем ке се знаеше од сега па натаму што е велепредавство, што е кршење на уставен поредок, што е загрозување на идентитетот, што е доведување у позиција на подредена положба на сопствениот народ, загрозување негово идентитетско и така натаму и така натаму. И кога ќе се процесуираат таквите сподоби, суштества, кога ќе се осудеа, тој наратив дотеран, убав, у интелектуални шлјокици, дека наводно се пристапило кон промена на име затоа што тоа било дипломатска победа, а не дубоко грло. Тој наратив ќе исчезнеше. Па оние што вика Илче што плачале од СДС походници кога подпишувале за промена на име од нивните редови, во тој случај ќе плачеа уше поише. Ке урлаа, може и коси ке си корнеа. Зашо влегле во една таква авантура? Дечки, овој муаве што вие го направивте, ај овој ми е јасен. Ја видов дека ние, пошто сте вие едниот еминентен политичар кој бил со сите партии,
татко му барем строго со ВМРО играше, мислам на татко му на Димитров. А овој Димитров играше и со овие, и со... Едноставно, човек од кариера е тоа, лепи е сподрили. Знаете тоа, ако си човек од кариера, мислам, полесно му иде тоа превртуење, прешалтуење, менјање колосек. Така да он може да е перјаница бил и во СДС, бил перјаница дипломатска и во ВМРО, и ово, и оно. Илче исто строго има ВМРО-вска идеологија, но ја кога гледам пошто вие сте сублимат на тие два наративи кои што не можат никогаш да се доближат еден до друг. Сублиматот на македонец кој има чувство за сопствениот народ, вакво или онакво, но има чувство, е повреден оно што се случило со промена на име и се уште е повреден и овој кој што тоа што го сменил името си го преведува за своја лична употреба како голем дипломатски успех, како не знам каков исчекор победа на македонската дипломатија, на македонската власт во тоа време. И дека овие два непомирливи наративи кога се уште се прашуваат за одредени работи, се уште до крај јасно не ги искажуваат одредени работи, се уште како да се сомневаат во она што самите го зборат, мене ми кажува дека ние уште не знаеме кај тераме. И секогаш, заради ваква работа, ќе постојат заради празни флоскули, неодлучност, немање политичка волја да се расчистат брутално некои работи до крај, секогаш ќе постои таа дихотомија, таа поделба, таа амбивалентност, тоа спротиставеност на два непомирливи става за потеклото на македонците и за нивната иднина како треба да изгледа. И секогаш и никогаш нема да се договориме околу некои основни работи или како сакате наречете ги црвени линии. Затоа што целокупниот наш став е сакаме да се ебеме, ама да не ни влезе. Сега го упростив до крај за да ме разберете, не знам ако лишам од преска, ама како да ви кажам. Или што викаат прилепчени, сакаме да одиме на ебење, сме го заборавиле куро дома. Зборувате за, баре Милче спомна, за некоја одлучна акција, нешто радикално менување нова. Кој ве држи? Кој ви спречува? Јас за тоа зборам цело време. Гордиевиот, мечот и Гордиевиот јазол. Трак. Пресекувам. Ама го пресекувам парче, ама ја не се грижам тука што, како, кому, не се исповедам. Ја го пресекувам јазолот. Кој што ме држи во место 35 години, кој што ме држи ускутот на бугарите, ускутот на грците, ускутот на ЕУ, го пресекувам вака. И одлетуем, стратосфера или било каде, не е битно.
Ви реков еднаш, дечки, срамота е. Јас сум само една обична, како да ви кажам, забављач, дворска будала, глумец. Ја ли треба, јас сум тој, ја ли треба да ве советувам, да ви покажам, да ве учам. Дека без ризик, без болка, нема добивка. No pain, no gain. Нели ви стана здодевно 35 години по истите ноти да играте истиот танц, истото оро? Истите ноти 35 години. Мене лично би ми здосадило и после 5 месеци. Кое е тоа оправдување 35 години да го вртиш исто воро на истиот ритам, истата музика, истите инструменти, истиот аранжман, истата композиција, истото све 35 години. Нема никаква промена, пошто у круг го вртиме. Кругот. Реал политика. Било тоа. Све е ствар на програмирање, овдека. Репрограмирање. И шо вика Арнолд Шварценегер, thinking big. Размислувај на големо. И размислувај 10 потези напред. Размислувај за наредни 30 години. Сакав уште нешто да кажам. Ама ми снема лента. Или мислам дека бев доволно јасен.